Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган присуствува на тридневниот самит на НАТО во Вашингтон, по години жестоки разлики со другите членки на Западната воена алијанса. Аналитичарите велат дека Ердоган оди на состанокот во Вашингтон на добра основа, откако ги решил спорните прашања што ги оптоваруваа претходните самити на НАТО. At the time, it was about NATO's enlargement. Во тоа време проширувањето на НАТО со Шведска и Финска беше во тек, но тоа сега е завршено. Турција го поддржа и новиот генерален секретар, поранешниот холандски премиер Марк Руте. Генерално Турција е во согласност со списокот на одлуки кои ќе се однесуваат на поддршката на НАТО за Украина. Но блиските врски на Ердоган со рускиот председател Владимир Путин остануваат причина за тензија со сојузниците во НАТО. Неговите врски со Путин беа нагласени со минато неделната средба лице в лице на маргините на Шангајската организација за соработка, предводена од Кина, и одбивањето на Турција да воведе санкции кон Русија поради Украина. Тој однос ќе бара внимателно справување и од Вашингтон и од Анкара. There's an understanding that as a country that neighbors Russia, Постои разбирање дека како земја соседна Русија, која има голем број меѓузависности, ова е нешто неизбежно. Меѓутоа, за возврат, Турција е исто така доста предпазлива да не ги премине црвените линии поставени од САД и Европската Унија во однос на сегашните санкции за Русија. Самитот на НАТО во Вашингтон ќе му даде шанса на Ердоган да се сретне со председателот Џо Бајден. Аналитичарите сугерираат дека зголеменото значење на Турција во Африка, Централна Азија и Кавказ може да биде поттик за американската администрација да ја зголеми соработката со Анкара. Администрацијата на САД и турските представници ја анализираат Африка, каде Турција има амбиции да го прошири своето влијание и на економски и на безбедносен план. Има обновено внимание на Централна Азија и се разбира напор да се види дали може да има повеќе на Балканот, кога станува збор за поддршката на Турција и САД за стабилноста и процесот на проширување на Европската Унија. Состанокот во мај во Вашингтон меѓу Ердоган и Бајден беше откажан поради несогласувањата околу израелската војна во Газа. И аналитичарите велат дека истите тие причини повторно би можеле да спречат состанок на самитот на НАТО.